Венко Филипче, добро дојдовте. Благодарам поканата. По оваа невидена трагедија, вие имавте едно појавување во јавноста, практично прес-конференција после трагичниот настан. Ова е ваше второ појавување, ви благодарам што ја прифативте поканата. Човечки ќе видам најнапред да ве прашам како вие лично, и како лекар, и како политичар, и како интелектуалец од оваа држава, како човек ја доживеавте оваа трагедија? Имам многу мои пријатели и познаници кои што за жал во семејството има жртви во Кочани. Повеќе луѓе кои што имаат и повредени, деца кои што се на лекување, еден дел во Скопје, друг дел во странство, со нив контактирам практично секојдневно. Еднаш бев во Кочани на средба со дел од нив, утре ќе одам повторно. Тоа е една страшна трагедија која што практично целата нација стави во состојба на шок. И ние треба од тоа да извлечеме поука што требаме и како требаме да делуваме понатаму за да такви трагедии спречиме. Не се доволни само зборовите дека ни е потребно единство, дека ни е потребно некакво обединување, тоа треба да го ние претвориме во вистински дела, во вистински чекори, заради тоа што тоа е нешто што најмалку може да ги направиме за, ако ништо друго, 60 семејства, 59 кои што останаа без деца, другите 100 кои што имаат, 100 деца на лекување и секако целото општество, кое гледаме сега како бара некакви промени. Кога младите излегуваат на улица и бараат промени, младите се категорија на граѓани, на луѓе кои што не ги интересира ниту менатото, не ги интересира ни сегашноста, туку ги интересира и иднината. И ние треба добро да размислиме како политичари што требаме да направиме. Очигледно е дека конвенционалните начини на водење на политика, на политичка борба, очигледно е дека не даваат доволно брзо резултати. И во таа смисла, изминатиот период размислував, изминатите денови, следната недела јас ке повикам на лидерска средба во собранието на лидерите на најголемите политички партии, на кои што сакам да го презентирам мојот план, што јас мислам дека ние требаме и имаме обврска да направиме за државата. На страна од сите коалиции, на страна од сите коалиции во опозицијата и на страната на власта сега во овој момент. Да се направи тоа што суштински треба, вистински реформи во правосудството. Да се направи тоа што суштински треба за да се промени здравствениот систем, да се почне изградбата на клиничкиот центар. Да се направат суштински промени во системот на образование, да се дуплираат примањата на наставниците, да се осигураме дека нашите деца ќе имаат добра едукација, да се направи дефинитивна промена во системот на јавна администрација. Гледаме дека и покрај тоа што начелно има превработеност, има сегменти каде што работници фалат. Да се стимулира да се направи добра прераспределба, еден дел од тие луѓе да се стимулираат да одат во претприемништво и конечно да разговараме за отворањето на европските поглавија, поради тоа што тоа е единствениот начин да ние се бориме против корупцијата, поради тоа што главна причина за корупцијата е сиромаштијата. Ние нема да можеме да совладаме сиромаштијата без да го започнеме тој процес и да се надеваме, ако час поскоро го започнеме овој процес, да се надеваме дека првите резултати ќе ги видиме за период од 5 до 10 години. Мораме да бидеме реални и да знаеме што и кога можеме да очекуваме. Да, секако во меѓувреме треба некои работи и сами да ги направиме, некоја елементарна пристојност да воведеме во државата. Ќе се вратам на малце на личниот дел. Вие сте лекар познат, да речеме, во државата. Дали на некаков начин бевте вклучени во оваа медицинска операција за спасување на животи? Немаше повредени во мојата сфера на експертиза. Бев на располагање, направив консултација со колегите во интензивна нега и на пластична хирургија, така да во овој момент само некои консултации, размена на искуства, неколку совети во однос на организацијата и поставеноста на целокупниот систем, меѓутоа директно во некаква форма на лекување не. Да, господине Филипче, што треба ние сега да направиме како систем, како држава, како јавност, како нација да им помогнеме на кочанчани со акцент на семејството на настраданите? Многу велат дека Кочани е, не ќе мога да го кажам, меѓутоа тоа како мртов град. Сега спласнуваат полека емоциите, мора да воскресне тој град повторно. Што треба сите да направиме да им помогнеме на овие наши сограѓани? Тоа што треба системски да го направиме во следниот долгорочен период беше тоа што го споменав сега. Мислам дека е исклучително важно да бидеме до луѓето, затоа што им е потребна
подршка, потребна е психолошка подршка. Добро е што клиниката за психијатрија направила амбуланти таму во Кочани. Еден дел од колегите веќе се таму, им дават подршка на родителите, на семејствата. Апелирам до нивните блиски, пријатели и роднини да бидат со семејствата кои што претрпеа страшна загуба, не ги оставаат сами. Тоа ќе им биде посебно потребно. Шокот може да биде и пролонгиран. Не е само првичниот шок, тој знае и да трае и веројатно ќе трае. Тоа од психолошки аспект многу важно, така да бидеме едноставно со луѓето. Така, пред вас во студија беше и председателката која што практично ја пофали вашата пресконференција како пример како треба да се настапи во кризни ситуации. Ние ретко во Македонија, за жал, гледаме кога власт и опозицијата заедно работат за една цел на ист начин. Можеме ли сега пред се вие како политички партии да се обединиме, да направиме една стратегија како првен краткорочно да им помогнеме на овие луѓе, па после долгорочно тоа што сите го зборуваме околу системот и за веќе што зборувавте. Имаме во моментов акутен проблем. Ние веќе се трудиме преку телетонот како медиум колку што можеме и со ваша помош секако како јавни лица, функционери, да помогнеме да ги повикаме луѓето да донираат. Дали размислувате еве идеја како можеме сите да им помогнеме повеќе? Бидејќи сега ова момент треба помош, имаме акутен проблем. Помошта треба да дојде од владата и треба да води сметка за помош од секој аспект. Јас сум во комуникација, како што спомнав, со некои луѓе, не е само да им се помогне у делот на сместувањето и така натаму. Тие луѓе се соочуваат со на потреба од финансиски средства. Апелирам владата да направи систем да комуницира директно со луѓето, поради тоа што тие луѓе имаат навистина големи потреби. Сега зборувам на едно микро ниво, директно потребите на семејствата, членовите на семејствата кои што се наоѓаат во странство, додека нивните блиски се лекуваат во болниците. Апелирам до големите компании да покажат општествена одговорност, да исто така им се најдат на тие луѓе. Одлична е вашата идеја, треба сите медиуми да ја преземат. Успеав да поразговарам со неколку луѓе кои што се јавија, се гледа дека навистина имаат добра намера. Очигледно е дека нас криза не обединува, меѓутоа апсолутно имаме одговорност пред најмладите генерации, ние да продолжиме со такви чекори во иднина. Така ви давам можност како претседател на големата опозицијска партија да се обратите до граѓаните што не гледаат вечерва несумнено во голем број и практично да ги повикате да донираат. И порака како да се однесуваат во овие тешки денови. Почитувани граѓани, кризата очигледно е дека не обединува тоа, сите ние треба да извлечеме некаква порака. Апелирам до сите луѓе, граѓани во Кочани, најпрво да им се најдат на членовите на семејствата, прецено оние кои што претрпеа страшна загуба, понатаму и на тие кои што имаат своји членови на семејството, деца на лекување. Бидете со нив, најдите им се, бидете физички присутни, до нив потребна е таа подршка. Наши колеги од клиниката за психијатрија, психијатри и психолози се на располагање, користите ги нивните стручни знаења, експертиза и искуство и тоа како се потребни. Нема од ова криза тие луѓе да излезат за кратко време, навистина им е потребна подршка. Јас тоа го правам со луѓето кои што ги познавам, а како политичар, дозволете и сега се обраќам до сите граѓани да ви ветам дека ќе дадам се од себе, да го сменам класичниот начин на политичко делување, да ја смениме парадигмата на политиката во нашата земја, да ги идентификуваме вистинските области во кои што треба заеднички да се делува, поради тоа што само така може да имаме некакви видливи резултати, затоа што тоа го должиме на најмладите генерации. Ви благодарам, господине Филипче. Сега ќе ве поканам на телефоните да поразговарате со граѓаните. Колешката Јана Јосифовска е подготвена.